Има повеќе начини како може да дојде до комплицирање поради високите температури. Прво ако имаме директна изложеност, тоа се оние познати сончаници, ние ги викаме, кога имаме директна изложеност на сончевата светлина и топлина и незаштитување на делот кој што е на вратот, односно тилот, во таква ситуација може да се јави така наречена сончаница, која е сериозен проблем. Имаме ситуации кога не мора да бидеме директно изложени на сончевата светлина и топлина, него може да бидеме во затворени простори, каде што имаме висока температура, каде што имаме зголемена влажност, и во такви ситуации исто така можеме да имаме комплицирани ситуации, како што е една од најкомплицираните, да речеме, топлотниот удар. Тоа е најтешка ситуација при високите температури. Тоа е позната во народот топлотна капка или топлотен удар, многу сериозна, значи животно загрозувачка ситуација. Имаме пад на концентрацијата кај луѓето, имаме главоболка се јавува, почнуваат грчеви, телото да осеќа така грчеви по целото тело, една конфузност, почнува да се јавуваат и повраќање. Најзначајно од све се јавува висока температура. Се јавува температура над 40 степени Целзиусови, со тоа што кожата е сува во однос на останатите ситуации кога имаме влажна кожа, а во оваа ситуација кожата е сува. Да, дехидриран е организмот и токму затоа се јавува тој топлотен удар. Страдаат повеќе органи, значи тука имаме страдање на мозокот, бубрезите, срцето, така да е многу сериозна ситуација. Основно е да се особата, лицето, да се однесе на место каде што е проветрено, под сенка, под ладовина би рекле, да се разладува интензивно во вакви ситуации, ако е при свес, да му се дава дури ако има шанси солена вода, значи сол мора да се надокнадува во вакви ситуации, не само течност. Значи основно е ладење, да се стави дури ако имаме ледена вода, мраз, нешто било што во такви компликации и обавезно да се повика итната медицинска помош. Днес излегува во овој период што го напоменавме од 11 до 17 часот, да не се задржуваме поготово во простори кај што е загушливо, каде што има високи температури, физичката активност поготово да се избегнува вакви ситуации. Таа е еден од главните услови кои може да доведат до овие несакани последици. Употребата на алкохол, никако во ваква ситуација. Дури рековме и кафето да се намали, бидејќи во почетокот тоа може да дава, Нескафе ладно, да даде освежување, но во следниот период, како диуретик, може да настане како проблем понатака. Сите овие ситуации налагаат да се избегнуваат. Излегувањето нагло од климатизирана просторија на отворено, каде што имате дома температура 20 и неколку степени, а излегувате на 40, сепак може да биде проблем. Истото се случува и во нашите возила, така да кај сите овие имаме една падна концентрација, така да се јавуваат сите оние проблеми што се следуваат после тоа.